Дадо, ти треба помош? И бидејќи ти се пакуваш јадењата, јас ги изготвив. Ако се отруете, не сум виновна, добро? Па тогаш ти ќе јадеш прва. Јади помалку и земи си дегустатор. Сушност во конакот на ѓочереви ќе го имаш? Да, ќе го имам. Како да не? Што е? Ти да не се предомислуваш? Дадо, човек вака треба да изгледа пред свадба, како дух? Во ред. Може би ние не го знаеме доволно, ама Џесур е многу познат. Девојките се тепаат да се омажат за него. Види ја керката на Мубера, се шетала од куќа во куќа каде има нововенчани и спиела со клучевите под перница. Постојано му се молела на Бога да се омажи за Џесур. Има нешто што јас не знам? Не, душо. А гледам и ти си многу расположена. Да, почна учебната година. Многу сум среќна. Убаво ми е со децата. Ама подобро ќе беше свадбените подготовки да завршеа пред тоа. Како и да е, јас знам дека ти ќе успееш да се извлечеш. Како да не те познавам. Видиш што зборува. Ти дали си видела некој што е поодговорен од мене? Да, ама само на училиште. На учениците мајка, а на маќа. Почна да се разгалуваш, млада невесто. Ќе те изедам, дадичке убава. Да не си љубоморна? И трица. Добро знаеш како да се умилкуваш. Ајде, земи стави ги овие во торба, јас веднаш ќе дојдам. Тато надвор ли е? Во дворот е. Добро. Ајде, оди веднаш доаѓам. Ова дрво го посадив пред кога ти се роди. А нешто не ги дочека овие дерови. Престани да се грижиш, тато. Готово е веќе. Добро ли си? Нема да умрам од ова, ќерко. Туку од срам. Пред тебе секојаш ќе веднам глава. Каков татко сум јас што поради своите грешки си ја мажи ќерката за некој што таа воопшто не го сака. Од кога умре мама, заради малку се жртвуваше ти за нас, тато. Не страдавме за ништо, ни даде се што посакавме. Што да правиме? Судбина било. Ова не е судбина, моја е грешката. Не смеев да дозволам. Да не зборуваме повеќе за ова. Никако не можам да го заборавам тој проклет ден. Дојде и ме нападна човекот на Џесур. Му реков, немој, застани бре човеку. Ме нападна, ме навреди. Не бев несвесен кога испука пиштолот. Камерите на Џесур снимија се што се случи. Рече, или ќе ми ја дадеш ќеркати, или ќе одиш во затвор. Не може, му реков. Уби ме. Фрли ме да скапувам по затвори, ама ќерка ми не може да ја земеш, бидејќи таа тебе воопшто не те сака. Како ќе живеевме ние ако ти беше во затвор? Подобро да дозволеше да одам затвор. Подобро внатре да живеев со гордост, отколку надвор со срам. Ке те слушна умор, тато. Лошо ти е. Ке се разболиш ако зборуваш за ова. Тато не зборува вака. Што мене ме сака? Така нека биде. Да го разбудам ли, брат ми? Седни, Керко. Сега ќе дојде. Колку сте рамнодушни, бе. Можам секој ден одиме за Истанбул. Па нема да одиме да се забавуваме. Ќе пазаруваме за свадбата. А ти таму биди пристојна. Не прави глупости. И да сакам да правам, брат ми, нема да ми дозволи. Добро утро, мајко. Добро утро, бато. Добро утро. Синко, чедо му е. Се ли е подготвено, сине? Да не се срамиме пред луѓето. Ти не грижи се, мајко. Ке биде токму онаква свадба каква што ти сакаш. Не се сомневај. Ова им доликува на ѓочерови. Што е, Рашид?
Што сакаш толку рано? Има нешто, господине Джесур. Кажи ми за што се работи. Што е, сина, што се случува? Се е во ред. Не грижи се. Ама лицето не ти вели така, бато. Јас веднаш се враќам. А вие подгответе се за одење, добро? Ајде, кажи ми сега. Зошто го украде? Простете ми, господине, се излажам. Ми требаа пари, имам долгови, не ги исплатим. Банката ме притисна. Морав, господине, простете ми, господине, простете ми. Простете ми. Ти се пожали тебе? Ти побара пари? Не побара, господине. Ќе му дадевме. Ајде, стани. Мојот покоен татко имаше едно куче. Мислев дека него го сака повеќе од мене. Го хранеше. Многу се грижеше за него. Еден ден го касна татко ми. Без никаква причина. Беше мала гребнатинка. Во истиот миг татко ми го извади пиштолот и го уби кучето. Без двоумење. Потоа се заврте кон мене и ми рече: не си мој син ако не постапиш вака кога ќе видиш предавство. Простете ми, господи, простете ми. Не чувам луѓе со нечиста крв. Не може да останеш тука. Оди си. Оди дури до пеколот. Сундус, Молам. земи ги цвеќињава, стави ги во ваза. Веднаш, господја. Заврши работа во капаличарчија? 5 пати ме праша тато, ти реков дека завршив. Знаеш како запнува татко ти? Барем да е нешто важно. Леле, што било? Ке дојдел златарот од Килис и ке пазарал за свадбата. Леле, колку важно. Не е златар. Работи на големо. И знаеш ли ти од каде доаѓа златото во Истанбул? И тие не се обично семејство. Со години соработуваме. И таму овие работи се многу важни. Во ред, душо. Ама ние не живееме таму, нели? Не живееме, ама сме принудени да соработуваме со нив, нели? Жими Бога да не доаѓа Джесур не би мрднал од дома. Ама, толку години соработници сме, треба да го пречекаме. На картичката од фирмата ќе напишам директор за непотребни работи. Да е жив и здрав тато, денес најнапорните работи ми ги остави. Сега ќе ме оптеретите и со свадбени проблеми. За нашето семејство да присуствува на некаква свадба, луѓето треба да се од кралско семејство. Нели, мамичка? Секанови не се дружат со секого, инаку ќе им падне круната од глава. Добро утро, Керко. Пак го пропусти појадокот. Што ти е тоа? Леле, јаде суфле. Керко седи и јади како човек. Мамо, добро е вака. Ќе намачкам малку сладко и ќе одам. Девојчево ќе ми умре мене. Не јаде, не пие, само работи. Постојано е намуртена. Како може човек да не ужива во животот? Таа не се гледа со никого. Па редовно се гледа со години, веќе со еден психолог, ама и од него никаква корист изгледа. И мене ми се кине душава, ама нема што да се прави. Што да правиме? Многу е разгалена. Не е свесна што поседува, бидејќи постојано го омаловажува тоа. Керко, дај ја солта. Значи не може да не ми изнервираш. Аман, господица Елин, зошто сте се мачеле? Јас ке ја замолев Сундус. Дадо? Тоа што ти одговара го слушаш, нели? Не слушнав. Молчи. Види е убавицава.
Многу стави да Фатма, многу. Ердем такви ги сака. Ама мајка те постојано вели диета. Ако става многу, таа нема да сака. Диетата на мајка ми нема крај. Што е до неа сите би гладувале. Ти послушај ме мене. Ајде со лесно нека. Благодарам. Дадо. Многу е добра. Ама не и престанаа мајки. Се затвори во себе си, се затвори. Има работи кои не се решаваат со пари. Земи пример. Ајде, черко, со среќа нека ти е. Оди со здравје. Остани со здравје, тато. Тато, да дојдеш и ти со нас? Се најдобро, Джесур. Се најдобро, татко Акиф. Колку ми недостасува во Истанбул. Да наминеме и до моето училиште, што велиш, бато? Уште не ста со одговор дека си примена. Ама имам предчувство, ќе видиш дека ќе ме примат. Зарем пак ја зборуваме за истото? Ама ти што ми рече? Нели рече ако те примат на приемен испит во ред? Дујгу, одиме да купуваме. За свадба, време ли е сега? Доста веќе, молчи. Што прави овој? Човеку, дали си ти нормален? Се застанува ли така пред кола? Сакаш да загинеш? Тргни се, доцни ме на авион. Кому јас му зборам, ало? Овој не е нормален. Не е. Али, ти земи ги торбите, јас ти ги земам на невестата. Горед, господине, веднаш. Джесур. Ердем? Добре дедов. Добро ја најдов. Невестата? Не, јас сум сестра на невестата. Да ве познам. Идната сопруга Илнур. Здраво. Здраво. Сестра ми Дујгу. Мило ми е. Сестрата на Илнур, Омур. Мило ми е. И мене. Простете за пред малку јас, дека прва ве видов и... Нема зошто не. Како и да е. Ако сакате веднаш да одиме дома, може сте изморени, сакате да одморите. Не сме изморени. Веднаш да излеземе да пазаруваме. Подосна ќе се сместиме во ред. Може, во ред. Ајде да Разбира, повелете, ајде. Ајде, да. Има гужва во чаршијата? Утрово имаше, да.
Знаеш, многу е лесно да се шеташ, да се перчиш лево-десно овде. Но не секогаш се снаоѓаат туѓинците овде во капали чаршија, господице Омур. Ако ништо друго, треба да се знае и да се почитува просторот. Добро де. Ќе свртев уште 2 круга и ќе најдем. А така ли? Аха. Добро, тогаш ајде се гледаме. Добро, добро. Ајде да не губиме сега време. Тие се кај материјалите, така? Што права толку долго? Знаеш, јас сум нестрплива. Не можам да стојам на едно место. А и сестра ми ќе влезе некаде и 10 сати не излегува. Јас не можам така, мене ми е здодевно. Нестрплива сум и реков ќе прошетам малку наоколу, ама постојано се врте во место и не можев да ги најдам. Не е важно, и онака сите отидоа. Значи, освен мене, Омур, никој не мисли на тебе. Се шегувам. Ајде. Јас поверував. Види што купив за сестра ми. Убаво е? Тоа што си го одбрала е одраз на твојата префинетост. Многу е убаво, нели? Многу ми се допаѓа. А да не го дадам да го задржам за себе? Наваму ќе одиме. Ме знаете. Јас не знам да лажам. И не сум многу учтив. Не зборувајте така. Така е. Сакам да бидам искрен пред вас. Не дека немав сомнежи кога доаѓав наваму. Едно е работа, друго е пријателство. И Господ е сведок. Помислив дека ќе испратите некој од фирмата да се погрижи за нас. Ама не засрамивте. Ова пријателство и близина која ни ја покажавте денес, јас нема да ја заборавам. Ние не го забораваме ниту доброто, ниту злото кое ни се прави. Се надевам дека Ерден ви покажал соодветно внимание. Благодарам се, разбира дека е така. Го влечкавме на секаде со нас. Му одземавме од времето. Малку го изморивме, ама... Не. Поминав еден прекрасен ден, верувајте. Колку тешки, колку комплицирани работи биле ова? Полесно ми е кога си работам во фирмата. Подобро ќе беше да испратите друг да се погрижи за овие работи и не ќе се изморевте толку многу. Вака сме научиле од предците, господи Ајтен. Сами се грижиме за личните работи. Не си ги пуштаме сопругите со други луѓе? И покојниот ти татко беше ваков. Семејството за него имаше поинаква вредност. Кога се работеше за вас, не дозволуваше никој освен него да се погрижи за било што. Колку убави денови минавме со покојниот. Верувај дека кога те гледам тебе, исто како да го гледам него. Благодарам. Драго ми е да го слушнам ова. Вие воопшто не зборувате. Сигурно сте многу изморени. Да, малку се уморивме. Ние не сме навикнати на оваа гужва, на трчање, знаете. Јадењето е готово, господја. Добро. Ајде, повелите, ве молам, да седнеме на трапеза. Ајде, повелете. Изгледате заморува гужвата. Рано стана од маса. Не, сакав да се најадам кога сум веќе на Босфор. Но воздухот на Босфор неприметно го настинува човек. Ти благодарам многу. И да се заморував толку лесно, ќе имав голем проблем. Слушнав дека си наставничка. И тоа во основно. Така е. Многу се среќни децата. Зошто? Знаеш, на неколку наврати те слушнав како разговараш по телефон. Значи поединечно се грижиш за секој нивни проблем. Секако. Весела си. Забавна си. Што ви сакале децата повеќе? Благодарам за комплиментите. Не, кажувам само тоа што видов. Ама се извинувам ако те вознемирив. Не, никако. Мислев на децата, па... Всушност не се толку среќни колку што мислиш дека се. И им недостасуваат толку многу работи. И за сето тоа нема пари, нема помош. Ништо нема. Секогаш им велам да си фантазираат, да бидат амбициозни, да не се откажуваат. Но понекогаш ниту јас не верувам во тоа што им го зборувам. Например, почна учебната година и едното си направило тетрадка од рекламно тефтерче од некоја фирма. Тие што имаат тетрадки, имаат искинати униформи. Им се излетеле, не се поправаат. Некои немаат прибори.
И не се толку среќни деца како што би требало да бидат. Се надавам не ти ја подов главата? Не. Јас само се замислив дали би можел да помогнам некако, Омур. Убаво. Ама како ќе можеш од тука во Келис да помогнеш? Сепак благодарам што праша. Здраво. Здраво. Кој е оделението на господица Омур? Ова оделение овде. Ова овде? Да. Благодарам. Добро, времето помина. Да видиме, дали разбравме што учевме? Почнувам со испрашување. Ѓокан Мило, прво ќе почнеме од тебе. Веројатно пак си научил во сонот. Ова наставничке, јас не слушнав бидејќи... Ајде сега да видиме, што ќе смислиш овој пат? Ама наставничке, еден човек постојано гледа низ прозорецот. Ете го! Се уште гледа. Арзо, Мила, запиши веднаш ако некој не е умен. Јас веднаш се враќам. Господица Омур? Ердем? Па да ви се представам, господице. Јас сум Ердем Сојкан. Извинете вака што ви одземам од скапоценото време, ама еве нема многу да ве задржувам, ви ветувам. Аплицирано е за една ново формирана млада фондација која се уште нема ниту име, ниту ништо и превземени се акции за помош, символична помош на децата. Простете за возилото, ама не е битно каков си однадвор, туку одвнатре. Еве видете. Тука имаме скромни подароци кои им се потребни на овдешните ученици. И вие ќе се сложите со мене. Училишни прибори, униформи. Влезете веднаш внатре, на место ајде. Ердем, што си направил? Си полудел? Не, напротив. Јас сум само разумен граѓанин чија должност е да даде поддршка на светото дело на нашите војници кои се бореле за образованието на овие наши деца. Добро. Многу ти благодарам. И штом веќе правиш добро дело, тогаш доврши го. Земи ги сега работиве и ајде да ги внесеме внатре. Децата кој знае сега што прават таму? Разбирам, наставничке. Ајде. Добра, Джесор? Не знае дека сум дошол. Кога ќе заминам од тука ќе одам кај него, ќе се изненади. Добро се разбира, ти ќе ме прошеташ прво, нели? Ајде, оди. Има уште многу кеси. Јас мислев бргу ќе се измориш, ама внимавај, не гази. А што ти не знаеш да се умориш, а? Кога работиш со зверчиња, добиваш кондиција. Мисли на мене. Јас сум само еден кутер управител. Ме мрзи дури да спортувам. Кој дошол, а ние случајно го сретнавме на улица. Джесур, како си? И јас само што дојдов, се сретнавме случајно со господицата и прошетавме. Здраво, Омур. Здраво. Да кажеш ли да те пречекавме на аеродромот? Не, никако. Знаеш, имаш еден куп свадбени обврски, па не сакав да те вознемирувам. Па добро, сега, штом се најдовме со тебе, да оставиме господицата каде сака, па да ме носиш во хотел. Не, хотел? нема потреба. Каков хотел? Што барам во хотел мојот најважен гостин, дојден од Истанбул? Нели, свадбата ви е во дворот, да не влегувам во таа гужва, подобро ќе биде. Добро де. Ке кажа дека не бил љубезен со гостите. Не, како да не, вака ќе му биде уште поудобно на гостинот. Добро, ајде.
Нешто заборави, тато? Значи ти си. Не ме очекуваше, нели? Оди си, Огусте, молам, оди. Илнур, додека не ми објасниш гледајќи ме во очи, не одам никаде. Зошто не ме гледаш во очи? Немаш храброст да се завртеш и да ме погледнеш? Ова ли беше нашето ветување? Олку ли беше нашата взаемна љубов, кажи ми? Немој, Огуст, немој. Што да не правам, Милнур? Зарем немам право ништо да ти кажам, а? Зар треба да молчам додека ти се мажиш за Джесур, така? Зошто ни го направи ова? Како можеш да живееш со ваква лага? Зар не сум те познавал? Зарем воопшто не сме се знаеле? Што и да речеш, во право си. Но и јас го правам тоа што треба. Знај го тоа. А што требало да направиш, кажи? Да се омажиш за богат маж? Ако мислиш дека е така, така нека биде. Ако има нешто за знаење, кажи па да знам и јас. Има ли? Да не те принудија? Мораше ли, кажи? Кажи дека не ме сакаш. Кажи дека те принудиле. Ќе те грабнам и ќе те однесам одовде. Сега, веднаш. Во овој момент. Без никакво двоумење. Само со еден збор. Само кажи да. Ке кажам, јас ќе му бидам жена на Джесур. За последен пат ме гледаш, Илнур. Никогаш повеќе нема да се појавам. Не грижи се. После ова моето срце нема да се исправи пред тебе. Ми го уништи животот. Дојдете повторно. Пријатен ден. Накитот на Акчаеви е готов. Веднаш ќе го однесам. Ајде побрзо, господине. Нека дојде. Добре дојдовте. Ќе ми биде убаво да те гледам крај себе. Повели. Да разговараме, Джесур. Не ми се допаѓа изразот на лицето. За да овој израз не стои ништо добро. Джесур, откажи се од инаетот. Кажи ми, страста, од кога се нарекува инает? Ова е нешто невозвратено. Колку пати ти кажав? Зошто инсистираш? Ова ми го кажуваш кога сите подготовки се готови? Од сите страни гостини се дојдени. Се обидувам да направам невидена свадба, а ти сакаш да ме направиш тема на озборување. Цело време те молев. Ти реков, оди си по твојот пат. Твојот живот е препон со девојки, целиот кили се твој. Јас тебе те засакав. Со години трчав по тебе. Ти велам да ти го подарам светот, ти го креваш носот. Што ми недостига? Или имаш некој друг во срцето? Еднаш слушнав една таква глупост, ама не и прида до важност. Го искинав јазикот на тој што ми кажа. Зарем се појавил некој јунак што ќе се осмели да фрли око на тебе? Ти си само моја. Овде сите го знаат тоа. Ти напразно си наедиш. Ти ветувам подоцна, ке речеш, добро си сторил. Добро што не сум те пуштил. Рашид, однеси ја господицата дома. Повелете, господице.
плочките за возилото, ама не е битно каков си однадвор, туку одвнатре. Мисли на мене. Јас сум само еден кутер управител. Ме мрзи дури и да спортувам. Ај, Дадо, колку ми исплаши, ти си. кој друг може да е? Од каде да знам? Нешто се замислив. Каде беше ти денес? Се плашев тато да не примети дека те нема. Да видам? Зошто ти се толку црвени образите? И очите ти светкаат. Потивко ќе слушне тато. Значи се случува нешто што не сакаш да слушне. Ништо не се случува. Нели ние бевме во Истанбул на гости, така? Денес дојде Ердем, кој тогаш не пречека. Ердем Сојкан? Му имав кажано за училиштето, за проблемите на децата. Дојде со полн багажник опрема. Но не му била целта да ги израдува само децата. Па, не сакам да си правам бајрам сумот, ама не знам. Тоа не ми се чини како некој вообичаен гест. Сепак, тој е човек од Истанбул. Се гледа дека е женкар. Нема што да се мисли, најдобро да се молчи. Ама срцето зборува. Аман, ќе зборува, ќе замолчи. Остави, ми се допадна неговиот гест. И толку. Нема ништо повеќе од тоа. Не го замолчувај. Што значи сега тоа? Ако еднаш го налутиш, никогаш нема да прозбори. Штом почнало да зборува, цени го. Не замолчувај го. Неговата тишина го прави светот неподнослив. Послушај ја, сестра ти. Не го замолчувај срцето. Слушај го само него, мила моја. Инаку нема да можеш да живееш. Не кажувај ништо. Господинот ќе се ожени со мене. Ама и ќе дознае дека прво сум спиела со тебе. Дека од тебе сум станала жена. Тој ќе те убие. Јас и онака без тебе сум мртва. Не може да му убие повтор пат. Во животов те сакав само тебе, Огус. На моево срце има само сенка од љубов. Господинот ќе го свати тоа, дека љубовта не се купува, дека неговото богатство не влезе во моето срце. Месечинава горе на небото ми е сведок дека светов ќе го напуштам како твоја жена.
одмор. Не можам да дозволам да те убијат, Илнур. Сите на светов го живееме времето што ни е дадено. Што да кажам? Нашево било толку. Ако ти умреш, ниту јас нема да живеам повеќе. Знај го ова. Господине, ви го сварив кафето. Испите го топло. Зборуваше ли со Рашид? Ги подготвија ли коњите, синко? Коњи? Од кај излегува сега па коњите? Како од каде излегува? Како ќе земеш девојката од дома? Зарем во ова време со коњи? Ние не сме семејство на ова време, ќерко. Нашите корени се постари дури од оваа земја. Добре дојдовте. Повелете. Благодарам. Мајко, сериозна ли беше за коњот? Да беше се уште жив татко ти. И тој ја сакаше вака да биде, синко. Ти подобро знаеш колку ја почитуваше традицијата. Бог да го прости. Сега е ред на тебе да ја продолжиш лозата, синко. На тебе е ред да докажеш дека си му достоен син. Добро, мајко, борете. Нека биде како што ги речеш. Штом вели со коњи ќе одиме. Здраво. Добре дојде. Што велиш за оваа работа? И за тебе ќе биде убав спомен. Ким кажуваш на пријателите. За коњот, така. Ќе биде многу интересно, едвај чекам. Јас многу добро знам што ти едвај чекаш. А што тоа? Не ти кажувам до толку, ама ги видов тие погледи. А кога точно одиме по девојката? Што е? Се засрами? Види, полесно ќе ме разбереш кога ќе ме запознаеш подобро. Ајде, не срами се, дојди, меѓу пријатели си. Кафе сакаш? Може. Дилбер, кафе? Веднаш, господине. Како си, Ердем? Да, погледни колку си убава. Да можеше и мама да те види. Сигурна сум дека ме гледа. Дојди седни до мене. Дадо. Што е пак сега? Да зборуваме. Може. Умор, мила. Секој од нас во животот треба да се жртвува за нешто. Доаѓа моментот кога човек се откажува од себе си. Живее само за саканите. Дадо, зашто ми зборуваш вакви работи сега? Само слушај. После ова, што и да биде со мене, што и да ми се случи, знај дека секогаш те сакав, добро? Тажна си дека се разделуваш од дома? Види, ако не сакаш да се омажиш за Джесур, не е доцна, Дадо. А и никако не сватив како одеднаш кажа да. Секогаш кога ќе го видеше, плукаше по него. Не требало да се кажува голем збор. Добро, како и да и ќе плачам и ќе одам. Само не заборавај го тоа што ти го кажав. Да, дечке моја убава. Се селиш 3 куќи подолу. Секој ден ќе ти бидам пред носот, не грижи се ти. Дури ќе ти здодеам. Ајде, совземи се малку, да не ти се расипе шминката. Сите нас не чекаат, ајде, да не доцниме. Емине, донеси.
дада. Прости, ако сум сгрешил. Не зборувај така, те молам. Ти реков прости ми. Простено ти е. И од моја страна е простена. Прости ми ако грешев, татко. Простено ти е, чирко. Што ти е? Сестра ми, се прости од нас како доде за секогаш. Па, нормално, мислам. Знаеш, она поговорката, невестата и плаче и се смее. Значи сега тебе ни конјиве не може да те насмеат, така ли? Ти си од Истанбул. Ова за нас се нормални работи. Ке им раскажеш кога ќе одиш, цело семејство ќе се смее. Јас ли да се смеам? Па сигурно нема да седиме дома и да ги исмеваме адетите. Ги исмеваме, зошто вие да не ги исмевате? Нели ги дочекав овие денови, ти благодарам Господа. Подготвено е.
живот во нашето гнездо. Да знам дека нема да ми се повреди машкоста, ќе плачам. Многу те чека, Илнур. Конечно си моја. Смеам ли да ти го видам убавото лице? Илнур, зошто единствена моја? Зошто не ме засака? Со години не погледнувам друга. Девојките од Килис тие плачат зашто не се тука? А ти зашто си тука? Подобро да оженеше една од нив. Каква потреба имаш од уцена? Да принудиш една сирота да ти биде жена? Доста! Жена си ми. Моја си. Ако сакаш ке те чекам додека ме засакаш. Ама ти ке ме засакаш. Слушај, немој повеќе да ме убиваш. Јас пиев со друг. Што рече? Многу те молев. Сакаше со сила убавина. Во животот има нешта кои не се купуваат со пари. Љубовта не можеш да ја купиш. Јас се предадов на мојата љубов. Кажи дека лага. Кажи дека лажеш. Лажеш. Ке те убијам. Ке те убијам. Значи ме отфрли за еден селанец, а? Ме отфрли поради еден сиромашен никаквец кој те искористи и те испрати кај мене, знаејќи дека ќе те убијам, а? Така ли мислеш, а? Ќе ве убијам и двајцата. Стани! Стани! Конечно ти се исполни желбата, мамо. Уште да добием машко внуче во Скутов. Тогаш секе ми се исполни, ќерко. И пак е товарот врз мене. Мамо? Чекај, тато, јас ке видам. Заарно да ја Рашид ефенди? Простете ми, ве вознемирувам, ама... Во ред, вели? Има некаков проблем? Джесур те испрати? Сестра ви. Што? Нешто се случило, Рашид ефенди?
Вие да сте живи. Се самоубила. Погребот. Докторот дал извештај на гробиштата се. Черко! Сестра ми, сестра ми, што и се случи на сестра ми? Дада, излези, дада, излези, те молам, не одеси, те молам, излези, те молам, излези, те молам. Излези, те молам, излези. Што и направи на Немој чака, ама немој. Рече, попрво ќе умре, отколку да ми стане жена. Имала некое момче. Рече, била со него. Не му припаѓала. И потоа се самоуби. Верувајте, така беше. Полицијата направи записник. Ако не верувате, има извештај од докторот. Се случи брзо пред моите очи. Не можев ништо да сторам. Ајде, Черко, стани. Стани, Черко, стани. Ајде. Боже, Боже. Идам. Каде? Со кое лице доаѓаш тука? Дојдов по работите на сестра ми. Сестра ти повеќе нема ништо тука. Тоа е последно нешто што остана од неа. Не ви ги оставам работите. Ги запалив. Немој да лажеш. Внимавај како зборуваш. Вие ја убивте сестра ми. Чекај, Черко, немој. Вие. Черко, немој. Сестра ти кога дојде тука беше мртва. Не одам никаде додека не ги земам незините работи. Во нив ја имаше незината пот и дел од неа. На нив е незината миризба. Никаде не одам без да ги земам работите. Ме осрамоти, Акиф ефенди. Герка ти кога дојде во куќава беше обезчестена. Лажеш! Подготви се. Ќе се направи она што налагаат обичаите. Нели доволно ни измочивте? Едната черка ја закопав. Што сакате уште од нас? Реков ќе се почитува обичајот. Подготви ја помалата ќерка. Што зборува оваа жена? Или ти ќе го направиш потребното,
или јас ќе го направам. Зап за зап, крв за крв. Доста. Однесете ме во полиција. Пријавете ме. Виновен сум. Направете се што сакате. Ама не ја допирете, Омур. Не ја не ви ја давам. Што се случува, тато? Каква полиција? Каков затвор? Доста. Одете си. И семените проблеми решавајте си ги таму. Јас си го кажав последниот збор. Не заборавајте го тоа. Таква е традицијата. Ајде, Черко, да си одиме дома. Имаме многу да поспоруваме. Омур, јас... Не е за верување. А јас доаѓав да честитам, да се поздравам. Господе, ова било пишано, синко. Джесур? Тој каде е? На гробиште. Сега ќе дојде. Веќе ја закопале. Веќе ја погреба. Толку брзо? Колку поскоро го покриеме овој срам, толку е подобро. Нели, господин Ердем? Ова не е Истанбул. Тука, ако ја наведнеш главата, тешко пак ќе кренеш. Колку порано, толку подобро. 12 години. 12 години. Откако знам за себе, тебе те сакам. Зарем е праведно ова што ми го направи? За еден обичен никаквец одбра да влезеш во гроб, само да не влезеш во мојата постела, Илнур. Отиде во пеколот, а и мене ме фрли во него. Кого да обвинам за ова? Не те пуштам и тебе во таа куќа, Черко. Зарем имаме друг избор? Има. Ќе избегаш. Како ќе избегаме од овие? Зарем ни рече дека власта е во нивни раце? Јас ќе најдам излез. Овде нема никаков излез. Да имаше, зарем сестра ми ќе одеше таму? Зарем свесно ќе се фрлеше во оган? Нема да те оставам во нивна немилост, Керко. Се колнам дека нема. Тато, студено ли е сега на дада? Прости ми за се, Черко моја. Тато? Омур. Ердем? Каде е татко ми? Тато? Што бареш ти тука? Ќе ти објаснам. Чекав само да се разбудиш. Што ли се случува сега? Омур. Татко ти ми кажа што се случило. И јас сега само сакам да ти помогнам. Ти кажал. Зошто? Каде е тој? Што прави? Тој отиде да се предаде. Што се случи? Ова, господине... Рашид, зборувај што се случува човеку.
Акив се предал, зборувал со полицијата. Да одиме, ајде. Нека го затвора дуќанот. Омур. Ајде, подготви се веќе. Мора да одиме од тука пред да не дознаат. Слушај, Омур. Татко ти го направи правилното. Верувај ми. Ти кој си? Другар на Джесур, на убиецот Джесур? Джесур, тој не уби никого, Омур. Знам дека болката ти е многу голема, ама сестра ти се самоуби. Та никогаш не би сторила такво нешто. Има извештај од доктор. И него го подкупиле. Омур, ајде стани и подготви се, зашто мора да бегаме во ред. Не сакам и не смеам да те оставам во нивни раце. А ти зошто толку се загрижи? А? Зошто му се спротивставуваш на Джесур? Ти застани. Не ти застани. Ова е моја куќа. Што бараш ти тука? Дојдов да ја однесам Омур. Каде? Во Истанбул. Мислиш ки ти го дозволев тоа? Не ни барам дозвола од тебе. Ти со кое право и со кое лице доаѓаш ваму? Убиецу. И го одзема животот на сестра ми, сега го сакаш и мојот? Тоа ли го сакаш? Тоа беше избор на сестра ти. Кога го направи тоа, знаеше дека ќе дојде до ова. Омур, јас му ветив на татко ти. Без тебе не одам нигде од овде, јасно? Те сметат за пријател. Ти ја отвори в куќата и душата. Ова ли е благодарам? Ова нема никаква врска со тебе. Како нема? Ти ја земаш девојката со која треба да се оженам и ја носиш во Истанбул, а немало врска со мене. Како јас да се појавам на улица? Ајде, кажи ми како? Како да им погледам на луѓето во лице? Омур нема да се омажи за тебе, Джесур. Омур, ајде, Омур. Омур, ајде. Ајде. И сестра ми вака ја уби? Джесур, види. Мислам дека во моментов не размислуваш најтрезвено. Затоа... Ајде, спушти го пиштолот. Јас не ја убив сестра ти, Бог ја волите! Ни јас не сакам да биде вака. Ама има обичај, традиција. Ако живееш тука, или ќе ги почитуваш, или ќе те исмеваат. Јас сум Джесур Кочен. Нема да дозволам. Ако си заминете од тука, авторитетот на моето семејство ќе биде срушен. Никој нема да ме почитува, ниту да ме седи. Не можам да го дозволам тоа. Не ве пуштам, ве разбираш ли? Джесур,
Сега дојде време да се вратиш во реалниот свет. Значи не може да се подпираш на традицијата и да правиш се што ќе посакаш, ме разбираш? И нас нема да не убиеш. И двајцата го знаеме тоа. Му се јавив на татко ми. Имаме познаник во полиција. Види. Ако ме убиеш мене или Омур, цел живот ќе го поминеш во затвор. А тоа не го сакаш, нели? Омур. Ајде. Тој што ме изневерува, ја плаќа цената за тоа. Омур. Хајде, подготви се. Ајде. Мислам дека дојдоа. Здраво. Тато. Мамо. Господица Омур, ќе остане кај нас известно време. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Здраво. Простете, јас вака ненајавена и непоканета. Нема зошто, ви се молам. Сундус, ти покажи ја гостинската соба на господица Омур. Нека влезе, нека се одмори. Ќе биде подобро. Секако. Ви благодарам. Повелете наваму. Овде, господица. Ердем, ова не е играчка. Велиш дека девојката му е нова свршеница на Джесур. Со кое право си ја земал и си ја донел ваму? Ова е како да си грабнал туѓа невеста. Со овие луѓе се познаваме со години. Зошто се обидуваш да изигруваш херој? Наша работа ли е тоа? Остави. Мамо, прво може малку здив да земеш. Заре можам од тебе да земам здив? Синко, не знаеме што стои зад ова. Зошто влегуваш и се мешаш во туѓи работи? Ердем, дојди со мене. А ти малку обиди се да се смириш. Во ред, мила? Мамо, што би можело да е толку страшно? Секако дека тој Джесур нема да дојде и да не убие, така? Што требаше да стори брат ми? Да ја оставеше девојката на немилост? Јасно е дека девојката нема друг избор. Ердем, не сакав да ја исплаша мајката уште повеќе. Ти лут ли си, синко? Зарем и ти, бе, тато? Ердем, не си свесен колку е сериозно ова. Нивните обичаи се непознати за нас. Джесур е човек со кој соработуваме оддалеку.
Има ли потреба од него да си создаваме непријател? Добро, тато, почекај малку. Сестрина девојкава умре мистериозно. Ќе мажија за човек што не го сака воопшто. И ти да беше таму истото ќе го стореше. Немаше. Ќе сватев дека ова е лудост. Убаво. Може би јас имав потреба од таква глупост, тато. Што сакаш да кажеш ова? Сега морам веднаш да зборувам со Омур. Прости ми. Омур, може да влезам? Секако. Има мигови кога човек ништо не може да стори. Тоа најмногу го мразам. Што уште требаше да сториш? Ти не самиот не си свесен од што ме спаси. Види, Омур. Јас гледам ништо поминуваш и знам колку е сериозна работава. Знам дека е сега најпогрешно време за тоа, ама кога те донесов ваму, не мислев само да ти помогнам, Омур. И не дојдов случајно во Килис 2 дена пред свадбата. Тоа да го знаеш. Сакав да те видам тебе. Ако не те видев, ќе бев многу празен одвнатре. Јас сакам ова да ти го кажам, се разбира, ако успеам, нели? Можеш овде да останеш колку што сакаш. Можеш ти слободно и да си заминеш, ама јас не го сакам тоа. Види, Омур, од болката што ја чувствуваш, не знам дали си свесна дека спротивставувајќи му се на Джесур влеговме во една многу тешка ситуација, Омур. И јас сум подготвен да бидеме заедно во ова. Сакал да сум со тебе, ќерко, ама знаеш дека не ме пуштат од затвор. Нема да ме пуштат на свадба. Ако, татко, ти и онака си покрај мене. Немој да се грижиш за ништо, добро? Господ нека ви даде толку среќен брак, ќерко моја. Амин, тато. Амин, ќерко мила. Те молам, ти немој да се грижиш за мене. Добро сум јас. Ти ги бакнувам рацете. Ќе дојдам следната недела, ти треба нешто? Не, ќерко, ти само дојди ми. Добро, се гледаме, татко, се гледаме. Се гледаме, ќерко. Може да влезам кај невестата? Влези, влези. Кој што сака нека каже? Јас велам дека многу си одговарате, Сердам. Еве веќе 1 година примитувам како влюбено зјапа во тебе. Благодарение на вас почнав да верувам во судбина. Будалче. Предпоставив дека си тука седната сама и те фатила паника. Затоа сакав да те видам пред венчавката. Види, знам дека преживеа многу тешка година. Ама, гледаш, напразно се плашевте дека некој ќе ве бара. Джесур не тргна по вас. А што се однесува до мајка ми? Тешка жена е, ама ако еднаш ја освоиш, цел живот ќе ти биде најсилна потпора. Престани веќе со твоите заблуди, добра? Вас ви изгледа нормално тишинава на Джесур?
Се гледа дека Джесур многу ја сакал сестра ти. Ама јасно е дека нема проблем со тебе. Убаво би било секоја љубов да е возвратена. Како и да е. Не ти велам да ја заборавиш болката. А и никој не може да стори ваква подлост. Не прават големи деновите што ги живееме, туку како се справуваме со нив. Ти многу добро се справуваш со се. Заслужи да бидеш малку среќна. Сега те молам, уживај во тоа. Ајде барем обиди се да уживаш. Од денот кога дојде во куќава, најмногу се радувам што те запознав тебе. Многу ми е важна твојата поддршка, Елин. Оваа куќа често е како празник на лудите. И ти мене добро ми дојде. Дојди, мила. Не сум имала волку стресна ситуација, Ердин. Ајтен, ниту јас не го одобрувам овој брак, ама цела година не успеавме да го предомислиме синот за ова. И те молам, немој да расипуваш. А јас? Како јас да не се гушам? Што е тоа е? Со среќа да заврши ова венчавка веќе. Девојкава едва и чекала да се мажи. Нема ни година како е погребана сестра. Помина година од погребот на сестра ѝ. Девојката го сака Ердем. Очигледно е. Да си работел во селско училиште и да си сретнал некој од свој канови, и ти би го сакал. Ајде, мила, гостите не чекаат. Ајде, дојди. Амур, готова ли си? Да. Не ми се лутиш за венчавкава, нели? Бидејќи, нели ти не сакаш свадби? Не сакам свадба. Дури за венчавкава е рано, ама... Ама, јас не можам да чекам повеќе. Чекај, ке ми се расипе шминката. Се е подготвено. Веќе е кад вас. Невеста? Повелете? Среќата. Кога ќе се преселиме во нашата куќа, ова не го правам повторно. О, значи уште од сега вака. Добре, што дознав на време. Омур, подготвен сум да ја платам секоја цена, само животот да ми мине со тебе. Љубов моја. Повели. Добро утро, Омур Сојкан.
Добро утро, Ердем Сојкан. На вистина е измачување да те оставам и да заминам уште првото утро. Ама знаеш дека луѓето 6 месеци не бркаат. Знам. А не е нешто што татко ми сам може да го среди. Се знам, душа. 100 пати ми каже, единствен мој. Штом заврши средбата, одма ќе дотрчам кај тебе. Ќе одиме на меден месец и никогаш нема повеќе да се случи исто. Па ако се случи, ќе ми ја подпишеш смртта. Знам, 100 пати ми кажа, знам. Сега ти појадувај, а јас ќе испратам едно возило од фирмата да те земе. Подготви ги торбите додека јас да се вратам. На меден месец ќе наплатиме се за ова. Оди со здравје. Беше септември 2009 година, деца. Нема да заборавам, само што се венчавме со дедови. Знаете што направи? Беше толку многу алчен за пари. Ме остави сама, бидејќи доаѓал инвеститор од надвор. Ке зборувам, душо, ке зборувам. Зборувајќи ке те убијам. Доаѓа вашето возило, господине. Ова ли е? Повелете, господине. Погрешен правец. Господине, возите во погрешен правец. Возачу. Возачу. Изненадување. Джисур. Како? Сигурен сум дека имаш многу прашања во главата. Ќе одговорам на сите. Ама прво да влеземе. Сакам да видиш нешто таму. Што сакаш од мене? Не брзај. Гледаш? Јас не брзав. Те чекав токму 1 година. Биди трпелива. Ќе добиеш одговор на сите прашања. Можеш од овде. Не се мачи напразно. И да викаш тука нема кој да те слушне. Затоа не прави проблем и влегове внатре. И времето се скратува. Какво време? Биди трпелива. Ајде. Да влеземе. Што сакаш од мене? Зошто ме донесе тука? Што ли сакам од тебе? Наскоро ќе го дознаеш тоа.
Ама прво погледни во екранов. Сигурно ти недостасувал сопругот. Каква врска има Ердем со ова? Се има врска со Сеомур. Реков, наскоро ќе дознаеш. Жално. Машти напразно седи онде. Чека некој кој нема да дојде. Што си наумил да направиш? Види, тој кој пред малку влезе во собата и остави чаша вода е мој човек. Прави онака како што ќе му наредам. Марионета. Не ти верувам. Знае дека ќе го кажеш ова. Сакам да влезеш пак и да зборуваш со Ердем. Да видиме ќе ти се допадне ли тоа што ќе го видиш. Дали може би сакате шеќер, господин Ердем? Се јавија управителите. Заглавиле во сообраќајот. Ќе задоцнеле малку. Добро, зошто мене не ми се јавија? Немаме врска со таа работа, господин Ердем. Сакате ли нешто друго освен чај? Всушност нема управители што доснат, бидејќи не постои таков. Јас организирав се. Со месеци се допишувам со Ердем како управител кој не постои во име на фирма која не постои. И на крајот договорив со него средба. Всушност, твојот сакан таму ме чека мене. Добро, но зошто? Зошто ли? Причината е едноставна. Бидејќи сакам да го убијам. Ама, како што ми кажа и тој пред 1 година, ако го убијам во реалниот свет, доживотно ќе останам во затвор. Но еве сега Ердем нема никакви сведоци. И никој не ја знае ситуацијава. Човекот во собата е обичен убиец. Не ме ни познава. Се договоривме за добра цена. Ќе ја заврши работата и толку. И тоа ќе го направи пред твоите очи. И благодарение на судството на кое се потпира господин Ердем, јас ке се извлечам од ситуацијава. Не можеш да го сториш Да, тоа. можам. И ти знаеш дека можам да го сторам. За ова треба да направам само едно. Да му се јавам на човекот. Само еден телефонски повик. Што сакаш од мене? Сакам да избереш. Каков избор? Ајде, престани да се играш и кажи што сакаш. Зарем толку се гадите од мене? Сестра ти пред да се омажи за мене се даде на друг човек. Ти бегаш без да си ја завршиш обврската. Кажи ми, зарем јас сум човек кој не може да се сака? Кажи ми што сакаш од мене. Да ја платиш цената на неверството. Толку. Која е цената? Еве ја цената на твоето неверство. Секоја ноќ ќе спиеш со машти. Секој утро ќе се будиш крај него. И во себе ќе го носиш моето семе. Ќе го носиш семето на оние кои не ги сакате и се гадите од нив, на мојата фамилија. Ќе ја продолжиш лозата на Джесур Ѓочер, човекот кој го понижите пред целиот град. Никогаш нема да го сторам тоа. Или сега ќе бидеш со мене, или машти ќе го убијат пред тебе. Изборот е твој.